Почитуван председателе на Комисијата за европски прашања, почитувани медиуми, почитувана јавност, продолжуваме да сме сведоци на кршење на устав, на деловник, на закони во ова собрание и на делење лекции по етичко однесување. Но првенствено да тргнеме од кршењето на законите и нешто што ни е најпресно од вчера. Закажување на Комисијата за европски прашања вчера во 16:30 за 17:30, за да таа комисија трае само 10 минути и да се брои како еден ден поминат на Комисијата за европски прашања без отворена општа расправа. Потоа, закажување на денешната Комисија за европски прашања во 11 ноќеска вчера и објавување на веб сајтот на собрание дури денеска пред да почне комисијата. Тоа е типичен, класичен пример на вашето транспарентно работење. Но јавноста гледа и ќе суди. Друго, предлогот за измена на изборен законник го даде владата со објаснување и повикувајќи се на Венецијанската комисија, која што Венецијанска комисија даде мислење за законот за јавни обвинители и за судии. Нешто што врска нема со Државната изборна комисија овде кај нас, туку во Црна Гора. Повторно злоупотреба на европско знаме за се и се што, за закони што не се од суштинско значење на граѓаните, само за 3 дена да се поминат многу суштински и битни промени во законите овде во ова собрание. Ова собрание веќе не личи на законодавен дом кој што треба да е пример како треба да се однесуваат граѓаните. Повторно ставено во Комисијата за европски прашања. Зошто? Затоа што господинот Артан Груби може да го помине тоа за 3 дена, да не биде кај господинот Кирацовски во Комисијата за политички систем. Плюс тоа, нема европска регулатива со која што се усогласува овој закон. Така да, во членот 135 од деловникот на собранието, во ставот 4 и во ставот 5, ќе ви ги прочитам и ќе ги повторам за информација на јавноста. Во ставот 4 вели: кога предлогот на закон содржи одредби со кои се врши усогласување со правото на Европската Унија, во воведот се наведуваат и податоци за изворниот акт на Европската Унија со полн назив, број и датум, нешто што го нема овде. Со предлогот на закон се поднесува и изјава за усогласеност, подпис на надлежниот министер и јасно наведување на правниот акт на Европската Унија со која е извршено усогласувањето. И то кога со кршење на овие процедури во собранието. Најдобро е, како што кажа колегата Илија Димовски, да се укине собранието, да си функционираат господинот Артан Груби и господинот Талат Џафери и да си ги изгласуваат сите закони што следат. Господине Петар Атанасов, претендент иден министер за образование, ние сме биле заглавени во матрица и поделби. Вие сте заглавени во поделба и во изолација. Сега ќе ви кажам и зошто. Затоа што, оставете ме да се доискажам, значи за кратко ќе завршам. Вие сте заглавени во поделби затоа што вашите пратеници од вашата пратеничка група не може да остварат кворум на пленарните седници, затоа што не се согласуваат со ставовите на вашата партија. А изолација, вие сте заглавени во изолација, затоа што изолиравте опозицијата и во преговарачките процеси за името и во одлуките, во донесењето на одлуките за донесување на суштински закони за Република Македонија. Благодарам. Понатаму, оставете ме Артан Груби да се... Не можам да ве оставам. Ве благодарам, јавите се константно сега. Немојте. Бескрупулозно лажете дека ние ја блокираме комисијата при очи слепи, при уши глуви, на него и ви благодарам, да оставеш. Значи, ви благодарам. А господин Артан Груби, уште колку имате? Јавноста упорно, не, сакате да наметете во јавноста дека ние сме тие што блокираме. Сушност, вие сте тие што ги кршите сите процедури во ова собрание. Ова собрание не е ваша својна за вие така да се однесувате.
Бидејќи насилно вие се однесувавте уште првиот ден кога избравте нелегитимен председател на ова собрание. И така продолживте, ама јавноста гледа преку медиумите да се пренесе дека продолжувате со таквиот начин на функционирање. И не е во ред. Еден ден ќе ве стигне судот на граѓаните.